Добре, криптоентусијасти, да, после операција не сум баш најдобро, но темата е многу битна, така да дефинитивно мора да се обработи. Ќе најдеме начин како да направиме видео, па макар и ако треба да стојам. Значи, ова е доста битен материјал, морам да споделам со вас, ова неделно специјално видео. Со мене и со соговорникот може да го погледнете позади мене. Значи, имаме доста да ви кажеме, така изгледа соговорникот денес. Но не му замерувајте, имаше доста тешка недела дечкото посади мене, така да јас имав операција, а него буквално го оперираа комплетно. Може да видите по неговата фаца, доста му е тешко. Затоа и ова видео денеска е со многу големо задоволство направено. Значи го имавме Гериатрија 7 самитот, знаете и сами уште една омилена моја организација. Значи имаме доста да поразговараме за некои интересни наводи кои што се случија, посебно што планираат со руските државни резерви. Значи ако се сеќавате, ние ќе неколку пати до сега напоменавме дека руските државни резерви ќе бидат буквално смртта на доларот и тоа моментално се повеќе и повеќе се случува. И ако се сеќавате, многу пати до сега сме спомнале една битна работа, а тоа е дека моментот кога ќе бидат допрени овие резерви, Западот може да се збогува со нивната резервна валута. Повторно, не е ова затоа што јас ги почитувам премногу русите или затоа што сум, не знам, пиунче на Путин, како што многу јадат говна. Значи, ова е затоа што луѓето губат целосна доверба во западниот систем, се разбираме. Значи, не можете вие, ќе го објасниме тоа детално, нели, со соодветни докази, како и секој, значи ние ништо не зборуваме на памет, сето тоа е документирано, сето тоа е образложено со соодветни докази и, нели, економски податоци. Така да, уште еднаш ќе наповедам, значи целиот свет моментално губи целосна доверба во се што представува финансиски инструмент од Западот. И тоа го гледаме во живо. Значи, многу од луѓето не разбираат колку е ова уникатно. Значи, вие сте моментално во ерата кога имаме замена на една со потенцијално друга резервна валута. Ова не е прв пат, ова е не знам колку пати до сега се случило, само затоа што, за жал, посебно нашите постари, они никогаш не живееле ниту во ера во која што потенцијално би можело да дојде до таков тип на замена, како што е тоа доларот. Значи, затоа и нив тоа им е непоимливо. Дури и во денешно време кога зборувате, луѓето ве гледаат као што збориш, дечко, како може доларот да биде заменет. Така, но го гледаме тоа секој ден. И тоа е исклучиво битно за нас, затоа што уште еднаш ќе напоменам, не заборавајте дека главната вредност на се во светот, вклучувајќи и криптовалутите, почнувајќи од биткоин па сите останати алткоини, се мери првенствено во доларот. Значи тоа е реалноста, така? Што значи дека девалуација на доларот или негово потенцијално губење на оној статус на резервна валута ќе предизвика се да се придвижи нагоре, вклучувајќи и криптовалутите, така? Затоа што негово губење на вредност автоматски ќе предизвика се останато да добие на вредност, така? Така и добиваме bull market, така? Во моментот кога доларот ќе влезе во bear market, имаме bull market како во криптосветот, така во акциите, така во се останато. И затоа е толку битно ова да продолжиме да го следиме. Значи, прво и најбитна работа која што треба да разбереме е што е замрзнато. Така. Значи, не можеме ние да зборуваме за некакви си средства, што се уште не ни знаеме точно што се. Значи, се што е замрзнато моментално е овдека, значи ова е официјален податок до сега, значи која држава и колку голема количина на пари поседува во долари од државни руски резерви. Со тоа што ќе гледаме само црвените, приватните се ова. Значи ова ќе позборуваме, тоа се олигарсите, затоа што има многу пари одземено и од олигарсите. Значи тоа се, да речам, едни од најбогатите луѓе во Русија, кои што практично имаат и доста голема политичка, да речам, моќ. И нормално ова богатство го имаат проширено надвор од Русија, нормално во инвестиции и во се и се што. Значи од јахти до фабрики, до акции, до врзници, до се и се што, значи е одземено од овие луѓе со цел, нели, да се казни Русија. Сега нема да зборуваме за тоа. Сега ќе зборуваме за парите на луѓето од Русија, се разбираме. Значи ова не се пари на Путин, ова не се пари на олигарсите, ова се пари кои што ги поседува рускиот народ. Кои што во име на рускиот народ државата или сега не знам кој одлучува таму, дали тоа Централната банка или Министерството за финансии и економија, што и да е, одлучува како да ги инвестира со цел да добие повраток на овие пари за самата руска држава. Се разбираме. Со тоа што, значи најголемиот дел, значи 254 милиарди долари моментално се во рацете на Белгија. Така, и тоа не во рацете на белгиската држава, туку во рацете на една берза во Белгија, која што работи со државни обврзници за Европа. Така. Со тоа што гледаме дека најмал дел се уствари во раците на Мурика. Затоа на Мурика е лесно да скока со овие
закани, ќе земеме, ќе направиме, ќе, нели. Многу е лесно кога од 300 милиарди вие поседувате само 6, така. Значи најлесно е тоа, затоа што вие ќе имате и најмали реперкусии, така. И затоа моментално гледаме дека Мурика буквално го води овој чардж, така, нападот, дека ќе земаме, така. Значи, зошто е ова толку битно? Не заборавајте дека ова не се само пари, значи ова се пари од рускиот народ кои што се вложени во државни обврзници, така. Со тоа што најголемиот дел од овие државни обврзници се вложени во обврзници на европските земји. Со тоа што сега не сум сигурен дали во која држава највеќе има вложено, идејата е дека овие 254 милиарди кои што моментално се држат во Белгија, се уствари пари кои што се вложени во обврзници, во одредена берза. Така, значи Русија купила обврзници, да речеме од Германија, од Белгија, од Франција и така натаму, истото го направила и во Франција, истото го направила во Јапонија, каде што овие пари се вложени во обврзници на соодветни земји, кои што откако нели ќе бидат достасани, практично назад се враќаат парите заедно со каматата на Русија, така. И затоа они можеле да ги замрзнат, затоа што овие пари се вложени, треба да чекате до практично достасување на овие обврски, така, за државите да ви платат назад и да ви ќе вратат инвестицијата која што се направи. Така да ова се тие пари, се разбираме. Со тоа што вклучувајќи ги овие 6 милиарди кои што исто така се вложени во што? Во мурикански државни обврзници, затоа и се наоѓаат во Мурика, така. Значи инвестирале исто така и во мурикански државни обврзници. На кратко ќе спомнеме дека има уште многу голема сума, значи погледнете и сами, од руски компании и руски олигарси. Нема да навлегуваме премногу затоа што дека не е нешто посебно битно. Значи чисто за да видите дека навистина станува збор за голема сума. Значи во Европа 21,5 милиарди долари се одземени од олигарси, замислете. Значи 21,5 милиарди, така. Тоа се од приватни личности само затоа што се руси. Значи, кога последен пат сме виделе вакво нешто во Втора светска војна, кога германците ги зимале парите само затоа што се неевреи, па така и во оваа ситуација, значи вие буквално ги зимате парите од некого само затоа што има руски пасош, се разбираме. И викате тоа е, тоа ние враќаме моментално на Русија, па вие како сакате. Погледнете, значи Мала Британија, се извинувам, 22 милиарди. Значи и Мала Британија и ЕУ заедно имаат околу 45 милиарди одземено од олигарси, така. Без разлика како ги наречете. Што ако утре земе Русија на Илон Маск или на Джеф Безос? Ама они се во ред, они се невини затоа што се капиталисти, овие затоа што доаѓаат од Русија, нормално треба да им ги земеме парите, така. 7,5 милиарди одземени од Швајцарија. Тоа ја прави Швајцарија веќе да не биде неутрална, се разбираме. Кајманските острови исто така 8 милиарди. Идејата која е? Идејата е дека не ја казнувате вие само Русија, вие казнувате луѓето на Русија, без разлика дали се богати или сиромашни. Че ова е земено од секојдневните граѓани на Русија, се разбираме. Сега да заборавиме на тоа, земено е. Тоа е тоа, така. Но што е овдека битно, сега погледнете. Вели, моментално Америка на нивниот конгрес донесоа закон со кој што може да се земат, значи сега веќе не зборуваме за замрзнување. Замрзнување е кога ги замрзнувате овие и не ги чепкате, така. Значи практично ги замрзнувате и ги оставате таму за да не може да ги користи тоа што ги поседува, така. Не, сега ги конфискувате, така. Значи моментално Мурика овие 6 милиарди во било кој момент може да ги земе. Значи официјално може да ги земе кога сака. Тоа е првата држава во светот која што дозволила ваква глупост. Зошто го велам тоа? Вие практично што направивте сега гериатрија Џо, значи нели врв на интелигенција, ја зошто викам уште еден мандат, ако може Дедо Мраз уште еден мандат за гериатрија Џо, ама да не го убиваш, ќе те замолам жив да биде за целиот мандат. Значи ваков цар нема нигде. Значи еден човек успеа во неколку години да урне вредноста на доларот која што луѓе граделе со векови, да речем, така. Сега гериатрија Џо. Значи вие практично што правите сега? Вие им кажувате на светот, без разлика дали вие инвестирате во долгот на Мурика, без кој Мурика не може да постои, значи вие практично купувате долг на Мурика и велите дека тој долг е најсигурен во светот. Нема посигурно од долг за да купите долг од Америка, така? Значи си купувате обврзници од Америка, знаете дека сигурно Америка ќе ви плати, да не се секирате, сигурно ќе имате и заработка и парите ви се безбедни, така? И наеднаш која е пораката која што вие праќате на светот? Добро де, сигурни се, ама ако нешто правите кој што нас не ни се допаѓа, ние ќе ви ги замрзнеме и после тоа ќе ви ги одземеме овие пари. Значи вие прво ги барате од луѓето да ви платат пари, затоа што вашата држава не може да функционира ако не позајми пари, така?
И најнаш им викате, абе добро, вие ни позајмувате пари, ама може ние и да не ви ги вратиме ако не ни се допаѓа што правите, така. Сега да не забораваме, оди еден чекор понатаму. Значи гериатрија Џо дојде и на, нели, гериатрија 7, тоа е оној супер тим како Марвел, само е гериатрија така се нарекува. Значи одлучија дека сега гледајте до кој степен. Значи не сакаат да си направат глупост и да ги земат овие пари, значи Русија одамна очигледно ги има заборавено овие пари. Ако беше проблем овие пари на Русија, до сега Русија сигурно ќе имаше проблем, да се разбереме. Значи се немаше да постои ако ова беа парите кои што се потребни на Русија. Така. Што се случува сега? Сега најнаш имате идеја во која што Мурика вика ќе најдеме начин како да не ги земеме париве, да не ги извадиме, нели да ги конфискуваме целосно и да ги дадеме на Украина, туку што ќе направиме во противредност на тие пари. И тоа што добиваме дивиденда постојано, затоа што овие пари постојано се реинвестираат во, да речем, државни обврзници на овие земји, без разлика дали е Германија, Франција, Америка, каде да е, и ваквата камата ќе ја користиме со цел да се оплати овој заем кој што ние ќе го дадеме на Украина. Во превод, одлучува гериатрија 7 дека ќе издвои 50 милиарди долари и ќе ги даде на Русија, на Русија, на Украина, а како ќе се вади камата од овие обврзници кои се пари на Русија кои што постојано се реинвестираат, практично ќе бидат користени за да се отплаќа овој кредит, се разбираме. Што значи, вие давате 50 милиарди, да речеме дека секои 3 месеци добивате околу 3 милиарди, да речем, назад од овие 300 милиарди на Русија и тие ги користите со цел да се плаќаат ратите со кои што вие практично сте дале кредит на Украина. И ова ќе продолжи понатаму и понатаму со цел, нели, да ја натераат Русија преку низините пари да плати на Украина. Но еве, магично не се земаат парите, но дефинитивно нели ќе ги искористиме. Еве, прво да видиме од каде доаѓа се тоа, значи нормално. Секое зло доаѓа од Мурика. Значи секое зло, секоја глупост во светот прво во Мурика се одлучува, па после истата се, нели, се диригира на спахиите, на јаничарите, така. Но вие што ви се подлизурковци, што си ги имате за метање, ме разбирате? But the big idea is to take the frozen assets and the earnings that come effectively off of those frozen assets and effectively create a loan against the earnings that come off the frozen assets without providing the frozen assets themselves to Ukraine. That's right. Almost $200 billion is impounded, frozen in Belgium at Euroclear. All in all, we think there are about 280 billion, but the biggest chunk is at Euroclear. And those assets are generating a return that does not belong to Russia. The assets are just in cash, right. But Euroclear is able to itself earn interest on these funds. And Тоа што го кажав, така, значи, како што објаснив. Буквално, ова го објаснува сега уште еден фосил од гериатрија 7, Дженет Јелен, или нели она е одговорна за трежерите на Америка. Значи, главниот човек кој што е задолжен за продавање на долг, ви кажува дека да, значи, ние ќе ви продадеме долг, ама парите што ни ги давате може и да не ви ги вратиме. Така. Значи, колку е голема, значи, не знам, ова цртан филм. Значи, пак ќе ја прашам. Државата, значи самата Америка зависи од позајмување. Значи без позајмување ефективно она не може да реализира една нормална година. Нивниот буџет има дефицит од неколку милиарди долари. Се разбираме? Значи зборуваме ако не, боле да не ви зборувам, еве видите сами, се извинувам, не неколку милиарди, трилиони, се извинувам. Значи во 2024 година веќе Мурика има дефицит од 1,2 трилиони. Значи Мурика има дефицит, се разбираме. Тоа е пари кои што ви фалат. Значи вас ви фалат 1,2 трилиони за да можете да ја поминете година, се разбираме. Но ефективно вие одлучувате дека на целиот свет ќе му кажете да, нас ни требаат вашите пари, за кои што ние ви плаќаме камата, ама ако не слушате, може да не си ги добиете вашите пари назад и уште истите да ги користиме за каматата која што ја добиваме да финансираме некоја војна, се разбираме. Значи, до кој степен се ретардира, така? И сега нормално овдека се спахиите и јаничарите следни, ево овој, не знам сега, маш ли жена ли, ја го гледав во фустан типов, мада како што е цела Европа збунета, не ме чуди, нели, тоа е врвот на најголемата демократска градина во светот.
Thank you so much for joining us here on Bloomberg. I want to ask you about the frozen assets and the deal that's being negotiated right now among the G7. I'd like to understand, because for the United States, it's very important that these Russian assets remain frozen. Can you guarantee at the EU level, as the shepherd of the member states, that those assets will stay frozen for the tenure of those loans? Yes, we are determined to send a very powerful signal to Russia. We are ready to support Ukraine for as long as it takes, and it means that with this very bold decision, we will provide 50 billion directly to Ukraine through the technicalities of a loan. We made an agreement with the United States, and it means that the EU member states will have to confirm that they support this deal. I'm very confident because we know that Russia has to pay for what they are doing. Значи гледайте сега колку е ова жално. Му вели, но дали вика сте сигурни дека овие резерви вика ќе останат замрзнати за целиот временски период во кој што ќе дадете кредит, така? Зошто е проблемов? Значи тоа е како некој да ви рече, знаете што, јас ќе ви го дадам станов мој како колатерал, така, значи ќе ви го дадам станот како не ми доаѓа сега македонскиот збор, да речеме колатерал, така, значи тоа е практично вие го давате во залог. Во залог, значи адвокатов заборавил. Во залог во случај да не се врати долгот, да може овој залог да се земе за нели да се подмири долгот практично на Украина. Му вели, значи дали сте сигурни дека овој залог ќе остане замрзнат за целото тоа време додека Украина треба да плаќа назад за овие 50 милиарди, така? И сега овој дечко со фустанов, наместо да објасни тоа што го прашуваат, он вика не, ние праќаме, вика јасна, вика порака за Русија, да знае дека ние ќе стоиме позади Украина. Уште еднаш, значи не само Америка, туку сега и овој Келавиов со сукњава, вели, значи ние праќаме јасна порака до Русија и до целиот свет, дека доколку инвестирате во обврзници на европските земји, и не слушате што ние сакаме да правиме и правите тоа што вие мислите дека е доволно или добро за вас, тогаш ние ќе ви ги одземеме вашите пари и ќе ги искористиме на начин како што нас ни одговара. Значи истата порака од прво нели султанот, па сега на спахијата и на крајот на јаничарите нормално. Значи уште еднаш ќе напоменам, значи Келавиот сукњата е еден од највисоките представници на Европската унија и сега повторно ќе го праша значи водителот. For the blatant violation of the international law, and this is very fair and very legitimate that Ukraine can get this money to defend itself and also to rebuild the country. And you're not concerned about something like Hungary coming in and blocking these sorts of agreements, because the member states do need to agree. Look, we have an in-depth agreement today, and it's a very powerful message, and it will be the task of the technical team in the days to come, in the weeks to come. Вели, не сте загрижени, вика дека некој од членкија може да го блокира ова, затоа што мора да биде едногласно, значи така се донесуваат нели во демократија, така се донесуваат одлуки. И вика не, вика ние вика имаме веќе договор направено. Ќе видиме дечко сега кога ќе дојде претседателот на Словачка, кој што е про Путин, кога ќе дојде нели претседателот, премиерот на Унгарија, кој што е про Путин, ќе видиме како ќе помине. To put it in concrete terms, but the orientation is very strong and all the. Не заборавајте дека оваа фацка исто како фон дер Лајна, значи како и да се викаше типката фон дер Лајна, значи овие не се избрани луѓе од Европската унија, се разбираме. Ова се поставени чиновници од некоја си институција, се разбираме. Значи да речем Европскиот парламент одлучува и поставува дечко со сукњава да биде некаков си представник на Европа, се разбираме. Значи ова не се луѓе за кои што европскиот народ одлучил и кажал да, овој ќе не представува, исто како што е фон дер Лајна, тоа се само најобични буба шваби или како сакате цицачи на државна цицка. Значи тоа се луѓе кои што се поставени таму да вршат некаква си чиновничка улога, а они одлучуваат за цела Европска унија, замислете. Leaders, we want this agreement to be implemented. And when do you assume, when will that money actually arrive in Ukraine? In the months to come. It will be very quick, and in the discussion with the colleagues, we could feel that we understand the urgency of the situation and the importance to support Ukraine now. They need. Многу брзо ќе биде, вика, веднаш ќе дојдат парите. Знаете како се прави тоа? Во маглата, додека никој не разбира што се случи, тоа што во маглата се прави. Браво, секоја чест. Тоа е од тешкото за сукњата, кој што пак ќе кажам, не е представник на европскиот народ, туку е обична мома која што е, не знам, секретарка у влада, у превод. И нормално, еве, директно може да слушнете од уште еден од овие што го изгубија скроз, значи и влада и се, но сега ќе објасниме за тој дел, тоа е еден од најинтересните делови.
Значи погледнете го затоа што наскоро нема да го гледате веќе Чичко Шолц, исто како и Чичко Макарон и многу останати, значи гледате и да ги гледате затоа што наскоро нема веќе да бидат присутни на европската сцена, а затоа сега ќе разговараме. Ова е директно, значи нивната политика директно ги донесе до овој стап. Значи еве што има да каже Шолц, превод па после ние ќе преведеме. Der russische Präsident hat einen ganz offensichtlichen Plan. Er will so lange seinen Krieg vorantreiben, bis alle anderen aufgeben, die Ukraine zu unterstützen. Und dieser Plan ist heute gescheitert. Denn mit der Absicht der G7-Staaten 50 Milliarden Dollar zu mobilisieren, die aus den Erträgen, den Windfall Profits der eingefrorenen russischen Einlagen finanziert wird, ist die Grundlage dafür geschaffen, dass die Ukraine in der Lage ist, in der nächsten Zeit all das zu beschaffen, was sie beschaffen muss an Waffen, aber auch an Investitionen in den Wiederaufbau oder in die Energieinfrastruktur. Значи, еве, истото е, значи ви кажав ја, прво султанот, па спахиите, па јаничарите, овие што се у робот, што го јадат највеќе. Сега, да видиме што се случи со нив откако сето ова заврши. Значи, доаѓаме во една интересна ситуација. Ова се официјалните официјалните резултати пред само 2 дена. Официјалните резултати за тоа како се одвива изборите во Европска унија. Сите овие фацки кои што ги гледате моментално, кои што се Русија, доле, вака ке стане Путин, сега ке вака ке, значи лудила. Сите овие фацки најјаките зборува. Германија, Франција, значи тие кои што нели го водат сето ова, Белгија да не заборавиме, тие се оние исто Холандија, значи кои што нели готово Путин ќе паѓа, Русија ќе ја делиме. Сега да видиме што се случува во нивните земји. Значи овие мајмуни кои што го прават тоа се оние нели централни партии, продемократски, некакви си фацки левичари. И сега пазете ова. Да видиме поред. Еве Австрија ќе земе. Прво, Австрија е неутрална, но една многу интересна работа, ако погледнете ОВП, која што претходно ја предводеше државата, изгуби. FPO, on the other side, Freiheitliche Partei Österreich, FPO, моментално е на прво место. Значи дека во Австрија ќе имаме far right или оние крајно десничари на чело на државата. Многу битно. Затоа што да не забораваме кои се основните работи на десничарите, посебно вие крајниве десничари. Имиграција нула, значи сите назад да си одат дома, да се заврши веднаш со војната со Русија и да се фокусира на домашни проблеми. Тоа што многу од овие земји, почнувајќи ги Франција и Италија, сакаат дополнително да излезат и од НАТО и од Европска унија, верувале или не. Белгија нема потреба да спомне, значи тоа не е држава, тоа е обично село. Значи овдека ќе ги спомнеме оние кои што се најбитни, меѓу кои следна ќе спомнеме Франција и Германија, кои што се клучно битни во оваа ситуација. Значи Франција, РН е уствари национален конгрес кој што е предводен од Лепен. Лепен моментално, значи првата работа на агендата е крај на војната со Русија. Верувале или не? Проверете. Значи ова е многу лесно да се најде во денешно време. Лепен не го тепаше Макарон, туку го избриша патосот со него. Значи моментално он има дупло повеќе гласови од партијата на Макарон. Со тоа што Макарон толку голема беше брукава од поразов, што мораше да направи распуштање на парламентот, замислете, вонредно распуштање на парламентот и да се направи ново гласање од 20 до 40 дена од сега. На крајот на јуни ќе има ново гласање во кое што Макарон ќе добие уште поголем пораз и истиот веќе најави дека ќе си оди, значи е набуцка цела работа. Прати француски трупи во Украина и сега ќе си оди, се разбираме. Да не забораваме уште еднаш, Лепен, следниот потенцијален премиер и председател, зависи како ќе се одвиваат работите, значи да се запре војната со Русија и надвор Франција и од ЕУ и од НАТО. Верувале или не, проверете, значи тоа се нејзини официјални одлуки, значи тоа е одлука на целата, нели, практично партија, и тоа е голема партија во оваа ситуација, мада се повеќе партии, но како и да е. Нешто што на никого не ми се воруваше, а пред 4 години кога кажав, значи погледнете овдека. Значи оваа партија има еден куп голем притисок колку сакате, се разбираме. АФД, Alternative for Deutschland, значи моментално е на второ место. Пред 4 години кога го зборував на ова, они беа на некој 6-7 место и луѓето кои што ги познавам во Германија ме убедуваа дека нема шанси, они се пронаци, нема шанси тоа да се избере пак, на германците им е доволно такви идеологии. За АФД да биде на второ место со Ausländer Raus, нивната химна моментално. Значи, погледнете, ЦДУ е предводечка партија, уште нели од Меркел таму 100 години наназад, но АФД е неубедливо второ место.
Што значи дека сега моментално ЦДУ ќе има голем проблем да направи влада каде што AfD е главна опозиција. И ги апсат. На специјалните служби у Германија има дозволено да ги следат сите овие членови. Но AfD и понатаму расте. Интересна работа. Интересна. Како и да е, не го забравајте ово, затоа што AfD ќе расте и понатаму. А уште еднаш, идеологијата на AfD е да се верувале или не, значи јас слушав челници на AfD како зборуваат на нивниот, нема да кажам Райхстаг, иако се уште они за Райхстаг си Бундестаг, значи како јавно кажуваат и вели дека чеки ви опуштам клипчето подобро. Еве, да не биде дека јас сум ви кажал ова, значи ова е представник на AfD во нивниот Бундестаг. Сега дали ова Бундестаг, да, мислам дека ова е Бундестаг, не е Европскиот парламент. Погледнете што има да каже, дури не мора ни цел да го слушаме. Значи, ова се партиите кои што моментално доаѓаат на власт во Европа. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor allem liebe Kollegen von der CDU-CSU, also das ist schon ein interessanter Ansatz, den Sie hier fahren. Deutsche Panzer gegen Russland in der Ukraine. Das haben schon Ihre Großväter versucht, übrigens damals auch schon mit den Melniks und Banderas. Und was ist das Ergebnis? Unsägliches Leid, zig Millionen Tote auf beiden Seiten und am Ende russische Panzer hier in Berlin. Ете така, вели, вика, ЦДУ е главната партија која што се уште води во Германија, вели, да ги подсетам колегите од ЦДУ, вика дека нивните дедовци, нели, нацистите, да не забораваме кои се дедовци, не едните и на другите, вели, има иста ваква идеја, вика, многу убаво звучи, вика, германски тенкови, вика, против Русија во Украина. И вика, што се случи, вика, последен пат кога тоа се случи, нели, вакав тип на ситуација, вели, не само што имаше, вика, еден куп загуба финансиска и милиони жртви, туку на крајот завршивме со руски тенкови во средината на Берлин. Und zwei davon stehen hier vorne und Sie sollten jeden Morgen daran vorbeigehen und sich daran erinnern. И вика, два одни, вика, се уште стојат, вика, во средината на Берлин, вика, кој што ги минете, вика, кога одите на работа. Тоа е во однос на германците, а еве овдека може да видите официјално кои се ставовите на Лепен, затоа што не сакам тоа да биде дека јас сум го кажал, нели? Значи, прво е сосема против Турција и Украина да влезат во Европската унија, второ, Лепен сака Франција да излезе надвор од НАТО и од муриканската сфера на нели влијание. Она што овдека не е пишано, а го даде како изјава пред само неколку дена на француска телевизија е дека ова се нејзини зборови. Може да ги најдете, желат не може да ги најде моментално. Еве артикл кој што тоа го образложува уште 2022 година кога последен пат го предизвика Макарон за председателство. Значи уште тогаш се зборуваше дека ако истата е избрана, ќе води Франција кон излез надвор од Европската унија, дури има свое име, како што беше Брекзит, сега има Фрекзит. Чисто имајте во предвид тоа. Ова се политичарите кои што доаѓаат моментално на сцена и тоа дебело, да не заборавиме. Значи, заборавајте ги овие реторики, тоа за брзо ќе го нема. Сите овие мајмуни кои што денеска моментално ја водат Европа ќе ги нема, а со тоа ќе се промени целата ова. Значи да не забораваме, Унгарија е веќе на страната на Русија, исто овдека можеме да го спомнеме и Словачка, која што исто така, нели, председател беше пукан баш поради тоа. Овдека исто така би сакал уште уште две битни сакам да покажам, меѓу кои првата е Полска, која што е една од најголемите земји во Европска унија, ако не и најголема по територија, каде што KO е far right. Значи, погледнете, ќе ви го покажам и тоа, да не биде дека... Значи, они се одамна far right, значи тоа не е од сега, само да видам како беше Поланд far right, но и ова KO беше, само дали е заедно како коалиција, сега ќе видиме. Не, точно на второ место. Значи, во Полска не е на прво, на второ место, верували или не, повторно far right, PIC, кое што води, пазете, значи 1% само води онаа која што се уште е на власт во Полска, значи колку се сменуваат работите, така? И верувале или не, дури педерите од Холандија, значи моментално се заинтересирани за да се бранат самите себе си, знаат каде се тоа оди, еве да ви покажам. Значи дури во Холандија, која што е една од оние како да кажам, само момент, Холанд. Ретардирани земји кога станува збор за ова, погледнете, че ПВВ е, значи на второ место, верували или не, во Холандија и тоа со голема предност пред останатите е far right партија. Не верував ни дека има такво нешто, не знам како може да имате far right партија кога не постојат холанѓани, постојат не знам таму еден куп арапи што и да има таму, како и да е, значи до каде оди работава. Најголемите економии во Европа моментално си избра за себе си far right, а да,
како можев да заборавам, најбитната, Италија, овие не се far right. Овие се толку far right што се уште пеат панихиди на Мусолини. Значи, кој е моментално на чело на Италија, чисто да видите. Значи, Brothers of Italy, кои што уствари веќе имаат председател на чело, знаете, тоа е женската, FDL, со убедливо водство на сите останати, значи, како да ви објаснам каде се тоа оди, чисто за оние кои што не знаат, значи ова е FDL, значи ова се браќата на Италија, и еве може да погледнете, значи очигледно фашизам нема, тоа што го зборувам Путин е сигурно лага, може да видите и сами, значи нема ништо од фашизмот останато во Европа, освен сите фашисти очигледно. Тоа е спомен на Мусолини. Ова е марш на Мусолини, значи во сеќавање на маршот на Мусолини и еве моментално гледаме дека фашисти нема во Италија. Како што веќе покажав. Значи во оваа ситуација имате момент во моменталната година каде што они се 1,2 трилиони во минус на сопствениот буџет. Значи дека вие морате да поземувате, затоа што вашата економија ќе престане да постои за една година. Се разбираме, вие ќе имате 1/6 масивен дефицит во вашиот буџет. Значи околу 6 трилиони е буџетот на Америка. 1, колку и да беше таму е околу 1/6. Така, значи некој ќе остане гладен. Со тоа што, значи ова е од 2022 година, но чисто за да ви објаснам колку е голем. Значи ова е пазарот на деривативи, на долг, на практично во оваа ситуација долгот кој што Америка го поседува, да речем така. Значи повеќе од 25 трилиони, се разбираме. Значи повеќе од 25 трилиони треба да плати назад постепено, затоа што овој долг е некогаш 3 месеци, некогаш 30 години, така. Кога ќе го ставите долгот на Мурика и ќе го споредите, значи зборуваме сега за државни обврзници, со Италија, Јапонија, Кина, Мала Британија, оваа северна афричка колонија, така наречена Франција, Канада, Германија, може да видите дека Америка сама има издадено повеќе обврзници од сите Г7 заедно со Кина. Се разбираме? Значи, во колку лоша ситуација се, затоа што они зависат од овој долг, и сега на сите овие кои што купуваат долг, вие им викате, ама ако не ни се свија што правите, ќе ви го земеме парите и нема да ви дадеме тоа што ви следува. Значи, вака изгледа долгот на Мурика моментално, 34,5, само што не поминале 35, значи прашање на месец-два, значи, како беше оприлика, 2 до 3 трилиони на годишно ниво додава долг овие зелениве, се разбираме, Мурика. И сега вие, со ваков систем, кај што оваа, ако би ви го покажал, а не ви пишам дека е долгот на Мурика, ќе си кажете кој е Меме Коинов, така? Значи, кој е Меме Коинов? Но во оваа ситуација, затоа што е мурикански долг, не се кирайте безбедене, само доколку не правите нешто што нас не ни се допаѓа, се разбираме? Сега, за ова да биде уште поголемо, значи сега ќе ви објасниме кои се последиците, се тоа што го направија моментално, посебно со овие руски резерви, војната во Украина. Значи, прво гледаме дека внатрешно, посебно во Европа, имате енормна промена на луѓето кои што ќе водат. Сите овие мајмуни кои што ги почнаа овие војни против Украина, се тоа што моментално го гледаме, значи ги нема. Борис Џонсон не е веќе, така. Овие другиве наскоро нема да бидат. Значи, затоа што направиле нешто на кое што населението не му се допаѓа, се разбираме. И автоматски ќе бидете сменети. Што значи дека внатрешната политика на Европа се менјава и е крајно против војна со Русија. Во исто време имате Трамп кој што кажува не само што ќе дојде на власт и ќе ја прекине војната, туку големи веројатноста дека ќе почне да брка членки од НАТО затоа што не си ги плаќаат своите долгови. Значи до каде сега одиме и која голема промена следува, така? Сега погледнете го. Пред само една година, в 2023 година, и Fitch, значи Fitch е една од најголемите куќи за рейтинг, и Moody's го намали американскиот долг од AAA, кој што е најголемото, да речем, рейтинг кој што може да го имате, во тоа време беше AAA, сега е AA+. Се разбираме?
Значи тоа се случи само затоа што гледаат дека е неконтролирано задолжување, гледаат дека не прават ништо за да го поправат тоа, затоа и Fitch и Moody's, кои што се американски рейтинг агенции, го намалуваат рейтинг скорот, или тоа е кредитниот, да речам, кредитната оценка на една оцена подолу. За да дојдеме во ситуација во која што Microsoft има поголем рейтинг за позајмување од Америка. Чисто да видите како тоа изгледа. Значи, дојдеме во ситуација во која што најсигурните работи кои што може да ги купите, американски државен долг, е помалку сигурен од акции во Microsoft. Погледнете, значи тоа е се што треба да знаете за оваа ситуација. Сега доаѓаме во моментот каде што ќе разговараме за кинеските резерви, затоа што се многу битни. Погледнете. Значи, Кина во 2018 година е прва по големина на вложување во државни обврзници на Мурика. Така. Значи дека Кина позајмува за Мурика да може да преживее годинава, така. Значи имале позајмено околу 1,3 отприлика трилиони долари во тоа време, истиот ќе порасне на неверојатни 1,5 ако не се лажам. Тоа е рекордниот износ кој што го имал практично кој што го имала Кина наспроти Мурика, ако не се лажам, тоа е 2018-2019 или така нешто, како и да е. Значи тоа е врвот кој што го достигнал во нели купување на обврзници, така. Сега погледнете го сега ова. Од 2014 година, тоест 2018 имаат околу 1,2, еве го врвот, се извинувам, малку порано е врвот. Врвот е 1,4, се извинувам, во 2013 година. Сега, 2014 година, почетокот на украинската војна, погледнете што се случува со државните резерви американски во рацете на кинезите. Че од 2014 година, кога почиња војната во Украина, насилна промена на режим и така натаму, доаѓа до масивно продавање на американскиот долг. Каде што рекордна бројка добивме на продажба пред само еден месец, тоа беше во оној прв квартал, прв до втор квартал, каде што енормна количина на долг беше продадена во еден ден. Тоа значи дека Кина, која што знае каква е состојбата со Русија, се обидува да се оттараса што може побрзо од се што представува американски долг и сите овие работи гледаме дека ги внесува во злато. Значи моментално купуваат злато, го чуваат во собствени раце, наместо да се надеваат дека Мурика нема да ги казни. Значи, како да ви објаснам колку е ова битно, се разбираме? Значи, кога најголемиот, пазите, тоа бил официјално најголемиот купувач на долг на Мурика, почнува да продава како да нема утре. Се обидува што може побрзо да се оттараса од истиот. Во оваа ситуација гледаме дека и во тоа време дури и Русија имала 14,5 милиарди, што не е нешто многу, 15 да речем во оваа ситуација. Нормално сега има 0, но идејата која е? Ако гледате вакво нешто, кај најголемиот купувач на обврзници на Мурика, тоа значи дека истиот се спрема целосно да ја напушти оваа стратегија. Нема потреба од тоа затоа што гледате, значи се спремаат за санкции на Кина, така. Сега, каде се движи се тоа? Најбитната работа која што никој не смее да зуцне на западот, значи нема по BBC, нема по CNN, нема нигде. Значи официјално американскиот петродолар, за кој што ви разговаравме во Брикс видеото подетално, може да погледнете таму, престана да важи на 9 јуни, кој што е воспоставен на 8 јуни 1974 година и моментално после 50 години постоење престанува да постои. Што значи, Саудиска Арабија, која што до сега, до 9 јуни, беше обврзана со овој договор, да мора да купува, тоест да продава се што представува гориво и како Саудиска Арабија и како ОПЕК во долари, тоа веќе не важи. За ова да биде уште поголемо, значи на два е, значи да не биде само на еден артикл кој да е овој Deccan Herald и истото е на India Today. India Today истото го покажува, се извинувам, не е 80 години, како 74-та, 50 години. Вие малку слаби со математика. Како и да е. Значи, 50 годишниот договор за петродолар завршува официјално. Крај. Со тоа што во оваа ситуација, значи вака изгледа моментално тоалетната хартија во боја, зелена. Значи, она што го чувате под вашите душеци, не знам, казанчето, во подрумот, во дисагите, значи не заборавајте дека е еднакво на тоалетна хартија, само малку пошарена. Се разбираме? Значи да, се уште има удел, затоа што и понатаму, значи никој не вели дека преку ноќ ќе престане да се продава нафта во долари, значи нормално за тоа треба време, но ако се сеќавате, ние направивме еден цел сегмент за дедоларизација во претходното видео, во претходната недела, погледнете го за БРИКС, каде што на крајот одвоивме добри половина час да објасниме за сите процеси на дедоларизација кои што се случуваат. Ова е само надградба, се разбираме.
каде што сега е потврдено и официјално и моментално гледаме дека Саудиска Арабија се приклучува кон во оваа ситуација така наречениот Ембридж, само мислам дека овдека е исто така запишано. Беше овдека напишано на едното или на другото. Значи официјално, моментално Саудиска Арабија се приклучува кон оваа значи се извинувам, овдека е нешто промашив. Да, значи знаете и сами веќе го спомнавме тоа, Ембридж е паралелно на решението кој што го поседува Кина за замена на SWIFT. Ова е надоградба би претпоставил, се уште не е официализирано. Значи Ембридж се нарекува и дигиталниот юен кој што го поседува Кина моментално го користи за меѓусебна размена помеѓу повеќе земји. Во оваа ситуација се приклучени само малку азиски земји, Сингапур, Хонг Конг, Саудиска Арабија, Обединетите арапски емирати и така натаму. Но наскоро ова јас верувам дека ќе прерасне да биде солуцијата за која што зборува БРИКС. За тоа малку подоцна, но зошто е ова толку битно? Значи уште ќе напоменам. Единствената моќ која што доларот ја имаше до сега беше неговата противвредност во нафта. Значи до сега војни се водеа. Во Иран го обесија Садам Хусеин затоа што одлучи да продава надвор од доларот. Така. А за сега да дојде во ситуација каде што најголемиот сојузник на Мурика 50 години наназад, кој што беше директно милениче на Мурика, се приклучува кон Ембридж и Кина, каде што моментално официјално ќе почне да продава кон Кина во ЮН или во РМНБ. Така да, официјално Саудиска Арабија престана да продава само во долари нафта. Уште еднаш ќе напоменам, тоа не значи дека нема да има продажба на долари, нормално, затоа што и понатаму западните земји, како Европа, Мурика, Канада, ќе бараат да купуваат во нафта официјално, но тоа го намалува многу пазарот. Значи до сега зборувавме за 1/5 од пазарот на нафтените деривати, не се продава во долари, сега ќе зборуваме 3/5, 4/5, се разбираме. Посебно затоа што ОПЕК е претежно застапен од БРИКС членки. Најголемите членки во ОПЕК се Русија, Саудиска Арабија, Иран, Обединетите арапски емирати, кои што се во исто време и членки на БРИКС. Ова не е случајност, се разбираме. Значи овие процеси ние ги гледаме на секојдневно ниво. Само што очигледно овие на западот не смеат да признаат такво нешто, се разбираме. Кој може да ви каже вас, јаве пропаѓаме. Никој не го вика тоа, така. Туку уште повеќе се силат со војна, со закани, со санкции, така да гледаме каде се тоа води, така. Сега, во оваа ситуација, уште нешто ќе напоменам. Значи ваквото приклучување на Ембридж води кон овој паралелен плакечки систем на БРИКС. Очигледно Ембридж, барем според мене, ќе биде тоа. Зошто го велам ова? Затоа што, значи како што кажав, имаме 3 потенцијални солуции кој е овој систем за кој што Чичко Путин зборуваше. Така. Значи Чичко Путин пред само неколку дена на Санкт Петерсбургскиот економски форум кој кажа ова. From political pressure, abuse and external sanctional interference. In this regard, I'd like to remind you that this year BRICS was joined by new participants, that is, Saudi Arabia, Iran, United Arab Emirates, Egypt, and Ethiopia. With this, the share of our association in global GDP has reached 36%, and the population of the planet has reached 45%. And BRICS has tremendous potential for joining of new participants, and such drive of stakeholders from different continents can only be welcomed by us and will support it. Значи, официјално е најавен паралелен систем кој што, како што кажавме, или ќе биде руската верзија на SWIFT, или ќе биде кинеската верзија на SWIFT, или ќе биде Ембридж. Ембридж е практично систем кој што е базиран на блокчейн, затоа што е базиран на CBDC-то на Кина, повторно е блокчейн, значи дека единствена логика во оваа ситуација би било дека овој Ембридж ќе биде проширен на сите членки на БРИКС и ќе биде надграден, препоставувам, со оној алтернативен систем кој што го поседува Кина, тоа е CPC, за практично алтернативно правење на плакечки систем кој што нема да биде поврзан со Западот и нема да користи долари ни по точка разно. Што значи, овој така наречен BRICS Pay, голема веројатност ќе биде Ембридж, кој што моментално Саудиска Арабија се приклучи. И овој плакечки систем ќе биде наменет за сите земји во БРИКС и сите нивни партнери да може да тргуваат помеѓу себе си надвор од доларот, она што досега го правеа со локални валути. Со тоа што 25 земји официјално веќе имаат
поднесено апликации да бидат членки во БРИКС. Со оглед на фактот дека имаме 200 земји, од кои добри 10 се веќе членки, 25 е негде 10% од вкупната количина на земји во светот, а 40 изразиле желба дека сакаат да станат дел од БРИКС. Така. Значи во оваа ситуација ние имаме момент каде што има енормна количина на луѓе кои што сакаат да влезат. Зборуваме, значи, земји, економии, така. Значи, он, како што веќе кажа, 36% од вкупната GDP, вкупниот GDP во светот е во рацете на БРИКС и 45% од популацијата. 45% е скоро половина од светската популација е моментално во БРИКС. Значи, гериатрија 7 е ронка. Се разбираме, кога ќе го споредиме се тоа, ние го споредивме на претходното видео, но она што сакам да го заклучам до крајот на ова видео. Ова чепкање на руските резерви доведе до целиот свет да нема доверба во вложување во Европа и во Мурика, посебно кога станува збор за обврзници, значи државен долг. Дополнително направи внатрешни поместувања, каде што до вчера незамисливото far right да ја води Европа, сега најголемите во економии во Европа моментално се предводени од far right. Иако не се направени влади, тоа не го менува фактот дека е прашање на неколку недели. Додека имаме far right влада во Полска, во, не знам, Холандија, во Австрија, во Германија, во Италија, во Франција, тоа се најголемите земји во Европа. И овие партии соработуваат помеѓу себе. Што мислите вие, дека не се поврзани? Што значи дека ќе имате огромни промени и во Европскиот парламент, и во Европскиот, нели, ги имате куп институции, сега да не ни набројувам. Идејата е дека досегашната реторика целосно ќе се промени затоа што натаму се движи политиката во Европа. Дополнително имате енормна недоверба на било која друга држава кон овие земји, кога гледаат што се случува со влоговите. Значи, вие ми барате да вложам во вашата земја и ми ги змрзнувате, значи, парите затоа што не ви се допаја тоа што јас правам во мојата земја, се разбираме? Значи, кога ќе го погледнете сето тоа, најнаш гледате блок кој што буквално нуди решение на овој проблем и моментално се проширува со брзина на светлината, дополнително незамисливото до вчера имаше некои фацки, ако се сеќавате, кој типот што викаше, аве, како да ви кажам колку е смешно дедоларизација, треба да ви го пуштам некој ден да се потсетиме на такви фацки. Најнаш доаѓаме во ситуација во која што најголемите економии, Кина и Русија, ви велат, ние правиме паралелен платежен систем. Нема ама, значи сите што сакаат да соработуваат со нас ќе бидат нови платежен систем. Сега што правиме? Нема дедоларизација се уште. И уште еднаш ќе напоменам, имате зголемување на овој јужен блок, како што они се нарекуваат, нели јужните сили, да речам, иако и Кина и Русија се доста на север, значи овој Global South, значи имате енормна количина на држави кои што чекаат да влезат. Тоа значи дека светот се движи кон целосна промена. Дедоларизацијата е крајно добра за нас. Значи, да се симне доларот од тронот и да не биде веќе резервна валута е одлично за нас. Од таа нестабилност неизбежно е, значи, да дојде наплив на капитал кон она што ние го поседуваме, се разбира, неизбежно е. Затоа што луѓето ќе почнат да се откажуваат од валута која што има во трилиони и трилиони ни светот, а веќе не е потребна. Значи, како што по Венецуела ги метат по улица парите, затоа што се непотребни, затоа што се буквално еднакви на тоалетна хартија, ќе дојдеме во ситуација во која што доларот ќе биде непотребен. И ова се показателите кои што не движат во тој правец. Тоа е се што имаме за денеска, се надам дека ви се допадна како и секогаш нормално. Еве гледате, дури ни операција не ме спречува да направам видео, значи кога станува збор за македонскиот народ, често да се работи за вас, момци. Значи, оние кои се нови на нашиот канал, како и секогаш морам да напоменам, значи погледнете го прво видео, кое што е наменето со цел да ви образложи што имаме на нашиот канал, имаме повеќе од 1000 видеа, така да има доста материјал. Значи битно е да разгледате што се има пред да почнете да гледате, за да нели да имате некоја целина што и од каде треба да почнете. Официјално го вративме Никола. Значи Никола Давидков, еден од нашите најдобри, да речем, учесници на подкасти, ќе се врати повторно за уште една епизода барем. Значи потенцијално ќе биде наредната недела, а уште еден подкаст е договорен за крајот на овој месец со Фил, значи Криптофил, англичанецот. Гледате дека неговите материјали постојано ги објавам во комјунити, како и на нашиот Facebook профил, така да доколку ви интересира во однос на yield farming, значи може да ги најдете неговите видеа во комјунити табот, како и на Facebook нормално и на
Twitter, на нашиот Twitter, а за останатите, што уште ќе напоменам, многу е битна вашата поддршка. Значи идејата на ова што го работиме е да расшириме што повеќе едукација за македонците ширум светот, најразличен тип на едукација, од токени до се што моментално може да видите овде. Во секоја дескрипција на видеата може да најдете битни информации, меѓу кои прво се нашите социјални мрежи, каде што споделуваме многу информации, така да заследете ги нашите социјални мрежи со цел да не пропуштите некоја информација која што ја споделуваме надвор од овие видеа, како и нашите два паралелни канали, тоа е на Одисе и на Rumble, кои што се наменети да ја сочуваме оваа материја за секој случај, да не случајно нешто се случи самиот канал. Нормално, она што го бараме од вас е за едукацијата и понатаму да продолжи 0 евра по македонец. Че гледате дека јас не одмарам кога станува збор за македонскиот народ. Значи наједноставни лайк, шер, subscribe, комент помагаат многу за оваа материја, алгоритмите да ја споделуваат што повеќе на повеќе македонци, како и ваш добар збор. Доколку сте научиле нешто добро од нашите видеа, споделете за што повеќе македонци да се образуваат пред да дојде овој bull market кој што толку многу чекаме. И за крај нормално, значи за оние кои што сакаат да не честат едно кафе, значи ги имаме овие блокчейн адреси на секоја дескрипција, како и апликацијата Купи ми кафе, каде што се што е пратено до нас, значи го користиме со цел да помогнеме на македонската нација. Значи досега помогнавме во 2 наврати. Тоа беше црковна организација каде што овие парични средства транспарентно преку видео, нели објавено онлайн, беа доставени до оваа организација во прехранбени продукти со цел да помогнеме на македонците на кои што им е најпотребно. Истото ќе биде направено и понатаму кога ќе дојдеме нели во ситуација да собереме доволно средства. Така да работата продолжува и понатаму. Ви благодарам на соработката, ви благодарам на тоа што следите нашиот канал и нормално се гледаме во следното видео. Не заборавајте во текот на овој ден исто така ќе објавам и гласање за следната недела да видиме што би сакале да гледате, затоа што нели вака изгледа демократија, значи ние даваме опции, а вие одлучувате што понатаму ќе направам јас на нашиот канал, затоа што на крајот од денот оваа материја е направена за вас. Ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемиџија.